Убеден сум дека кружниот тек на влезот од градот представува еден од позначајните реализирани проекти во изминатиот период. Ова е ставот на градоначалникот Славчо Чедиев, кој денеска ја изнесе целокупната документација како потврда за тоа дека изградбата на кружниот тек е во согласност со сите законски прописи. Неговите изјави доаѓаат по неодамнешните ставови на опозицијата дека надлежните се уште не го завршиле подпорниот зид, тротоарот и осветлувањето кај кружниот тек. Градоначалникот денес вели дека претходната трократна крстосница, според сите стручни и експертски мислења, воопшто не го задоволувала севкупното ниво на сообраќајна услуга, како и нивото на безбедност за учесниците во сообраќајот. Според извештајот од извршената ревизија, се констатира дека проектираното сообраќајно решение во целост е изработено според основите за планирање и проектирање во областа на сообраќајот, како и според потребите за уреден и безбеден сообраќајен режим. Подкрепа нова е извештајот од извршената повторна ревизија на основниот проект, изработен од страна на стручна комисија при истата надлежна институција. 15 на документи, меѓу кои ревизорски извештаи, елаборати, проектни решенија, како и завршниот извештај, вели Чедиев, се доказ дека нема ништо спорно кога се работи за изградба на кружниот тек. Градоначалникот им порача на членовите на СДСМ дека власта ќе продолжи да работи на овој начин, транспарентно и отчетно, за како што вели, конечно да се подобрат условите за живот на граѓаните. Но она што најповеќе ми дава за право да верувам во исправноста на овој проект е и податокот кој пред малку го добив од СВР Велес, дека, цитирам, од изградбата и пуштањето на употреба на кружниот тек, па се до овој момент не е регистриран ниту еден сообраќајен инцидент на кружниот тек. Ниту еден. До пред само 5 месеци, сообраќајните незгоди на овој потек беа вообичајна појава, а опасноста од директни судери на возила кои се движеа кон и надвор од градот беше секојдневно денење на сите учесници на сообраќајот и на сите нас. На прашањето на СДСМ зошто Агенцијата за државни патишта не го финансирала проектот, а општината овие пари да ги пренамени за други значајни активности, Чедиев одговори дека крстосницата, иако се наоѓа помеѓу два регионални патни правци и една улица во градот, истата е во опфатот на генералниот урбанистички план за град Велес и токму затоа според него оправдана е намерата на општина Велес за реализација на овој проект.